Дуи повторно се дрзна да коментира одлуки на Уставниот суд. Очигледно Али Ахмети сака да биде над уставниот поредок. Сега им пречи одлуката на уставните суди да се укине одобрението за основање на приватното средно училиште Медреса Исабеу во Скопско Кондово. Интегративците реагираат дека таквата одлука била антиуставна и во обид да го политизираат и овој случај, велат дека била удар во исламската верска заедница во државава. Оваа одлука представува директен напад врз верската слобода, врз достоинството на муслиманската заедница и врз едно право што беше добиено како исправка на историската неправда за време на претходната влада. Наместо да протестираат, тие молчат. Наместо да поднесат оставка, тие се правдаат. Тие не се представници, туку послушни вазали на власт која повторно го активира проектот за еднонационална држава без место за другите. Од вреди велат дека ова е уште еден голем пораз за Али Ахмети и неговата партија, односно дека ова средно училиште основано на противуставен начин било само со цел собирање политички поени пред изборите. Ова е личен пораз на Али Ахмети и неговата клика, кои секогаш си играа со верските чувства на албанците, само за тесно партиски политички интереси. Денес вистината излезе на виделина. Медресата никогаш не била акредитирана на законит начин, дуи ја користеше во предизборни кампањи, исто како што ги користи сите символи, чувства и потреби на албанците за да ги изманипулира. Според познавачите, ваквите потези на Дуи се и повеќе дочекувани и веќе редовен декор откако стана опозиција, иако јасно е дека одлуката на Уставниот суд е целосно согласно законите. То секогаш Дуи донесат политички одлуки без да ги взема у предвид уставните одредби на државата и вчерашната одлука на Уставниот суд донесено со акуинување на средното училиште со верски одредби е согласно Уставот и согласно Законот за средно училиште, односно согласно амандманот 7 од Уставот и член 7 од Законот за средно образование во Република Македонија. Политичкиот аналитичар Љузин Фаризи потенцира дека овие потези од Дуи може да ги очекуваме и во наредниот период. Дуи секогаш кога ќе им падне нивните одлуки кои ги донесле секогаш противуставно и противзаконски, тие ќе почнат да се жалат пред народот, медемек државата, владата работи спротивно на интересите на албанците, а во конкретен случај против верниците кои испипаѓаат на исламската верска исповест. Ова не е прв пат интегративците директно се мешаат во работата на Уставниот суд. Предходно протестираа со поставени шатори, бидејќи уставните суди решија да ја оценуваат уставноста на законот за јазици, инаку судот оцени дека владината одлука е незаконита и неуставна, бидејќи владата дала согласност, односно дозволила исламската верска заедница да биде основач на средно училиште гимназија.